Пред неколку минути заврши мечот помеѓу Италија и Македонија и јас наискрено се уште не можам да верувам во она што се случи. Иако во последните неколку минути реков сега ќе дадеме гол. Кој беше седнат до мене може да го потврди тоа. И наистина тоа се случи. А што е уште поинтересно, се случи тоа да го даде оној од Палермо, Трајковски, токму голот. Значи, еден од играчите кој што играше во Палермо да пред некоја година, значи пред неговата публика овде. Атмосферата уште од синоќа во градот е навистина нешто посебно. Палермо беше обоен со црвено-жолтите бои. Инаку тоа е град каде што јас често настапувам и го знам многу добро и го имам во срцето заради тоа што сите мои настапи до сега ми биле драги. Меѓутоа да го ставиме на страна моите настапи, тоа што се случи вечерва е историја. Македонија напише историја. Победи против европскиот првак. И тоа никој не можеше да прогнозира такво нешто. Сите италијанци со кои што зборував се слушаат уште нашите навивачи како се радуваат, сите италијанци со кои што зборував не можат да поверуваат, меѓутоа она што беше убаво, сите ми честитаа на крај. Јас се наоѓав тука во трибината каде што имаше и македонски навијачи, меѓутоа претежно помеѓу италијанци кои што сите сакаа потоа да се стикаат со мене и така натаму и сите честитаа и ни пожелуваат да победиме против Португалија во понеделник и да се квалификуваме на светското првенство. Јас се наоѓам се уште на стадионот, бидејќи вашиот колега, инаку мој брат од еден друг медиум, се уште ги објавува своите прилози во врска со надпреварот, па го чекам да заврши и заедно да се прибереме. Меѓутоа, во оваа еуфорија не знам ништо повеќе да кажам, бидејќи сум толку возбуден и ќе повторам, ова е навистина историја. Нашата репрезентација по она што го направи лани, значи првото класирање на европското првенство, сега направи и нешто историско, да го победи европскиот шампион. Би сакал многу подоцна да можам да се вклучам повторно во програма, бидејќи сега кога ќе стигнеме од центарот на градот, јас сум сигурен дека ќе биде повторно обоено црвено-жолто. Ќе се обидам да ви испратам некоја снимка и тоа, и тоа да го објавите. Толку од мене, си гледаме во Скопје, наскоро се надевам и еден голем поздрав од Палермо. Да живее Македонија. Напред Македонија! Муа!